Почитувани гледачи, се наоѓаме во општина Новаци во кабинетот на градоначалникот Стефче Стевановски. Градоначалник кој што на локалните избори ја освои победата, го доби гласот на граѓаните, така да во моментов е менаџер, овај мандат е менаџер на општина Новаци, поточно на локалната самоуправа. Денеска ние разговараме за сите проблеми со кои што се соочува општина Новаци, поточно каде ќе бидат насочени средствата и кои се целите на градоначалникот, каква општина треба да биде општина Новаци. Градоначалник, добар ден, благодариме за можноста да бидеме гости во вашата општина, гости во вашиот кабинет, за можноста да разговараме транспарентно за се она што значи работа на градоначалникот и општина Новаци. Најпрвин кратко да ни кажете, една година веќе сте и полскоро, една година и повеќе сте градоначалник. Кои се според вас најголемите проблеми со кои се соочувате во општина Новаци, имајќи предвид дека вие сте градоначалник, дипломиран агроном кој што и претходно има свое работно искуство, тој стаж и влог во рамките на општинската администрација, што ќе рече не сте однадвор именуван, туку сте буквално човек кој што ги познава проблемите. Значи, буквално, како што кажавте, сум одната од институцијата, тоа е една од предностите за да што побрзо ги воочам проблемите со кои што се соочува општина Новаци. Точно така, скоро година и пол дена сум градоначалник и се трудиме да влеземе во предизвик со сите проблеми кои што ги имаме како општина и локална самоуправа. Главните проблеми кои што ја тиштат општината се пред се дали се проблеми или предизвици, не знам како да ги наречеме, меѓутоа главните се во тоа што представуваме една од општините која што е распространета на најголеми површини, на најголеми пространства во Македонија. Значи тоа е предизвикот што затолкава површината и територија на општина да се менаџира. Потребно е доста ресурси, затоа што до сите оддалечени точки и места на општината потребно е да изградите соодветна инфраструктура, било патна и било комуникација меѓу населението. Проблемите, иако сме една од општините која што има многу мал број на жители, ретко населена општина, меѓутоа до секој наш жител мора да доприме со било каква инфраструктура, а тоа представува голем предизвик, па можам да се пофалам дека и ги решаваме предизвиците и проблемите. Невработеноста се уште постои во некои општини и дури се става на прво место. Социјалниот аспект, дури велат младите кои заминуваат од Македонија дека впрочем тоа е причината за подобри услови за живот, заминуваат надвор. Каква е состојбата во општина Новаци со последниот попис? Евидентирани се околу 2700 жители, што ќе рече неполни 3000 жители. Дали постои намалување на населението, дали го евидентирате процесот на иселување? За жал, како и во целата наша држава, во цела Македонија, истиот проблем со демографските проблеми го имаме и во нашата општина. Имајќи предвид последните резултати од пописот кој што беше направен на населението, намален сме за скоро 1000 жители. Бројот, како што кажавте, на население кој што живее во нашата општина е негде околу 2700, релативно многу малку број, меѓутоа, како што рековте, проблемот со вработувањето не е најголем, секако дека го имаме и стремиме да ги решаваме тие проблеми. Меѓутоа, ако сака некој да работи, впрочем може да се најде работа во нашата општина, имајќи предвид дека имаме неколку големи стопански капацитети кои што екзистираат тука, потенцијал за нови имаме во моментов изградба на што е трендовски, изградба на нови фотонапонски електрани, кои што ќе бидат едни од најголемите во државата и ангажираат доста голема работна сила. Кога би ги анализирале аспектите на функционирање согласно со ингеренциите кои што ги има општина Новаци од аспект на децентрализацијата и соработката што имате на централно ниво со министерствата која што е неминовна. Значи, ако тргнеме од првиот момент што ингеренција примерна на општината, создавање на подобри услови за живот, односно инфраструктура, што значи патишта, водоводи, канализацијски мрежи, пречистителни станици, доволни количество на вода. Каква е сликата за општина Новаци сега? 2023 година, 21 век. Тоа се однесува до поврзаноста, до патната инфраструктура, можам да се пофалам дека скоро тие проблеми ни се надминати, имаме добро изградена патна инфраструктура. Меѓутоа, за жал,
До денес можеме да кажеме дека само едно од населените места има канализациона мрежа, имајќи предвид живееме во 21. век и треба да градиме поквалитетни услови за живот. Во едно од населените места, конкретно во село Новац, имаме изградена канализациона мрежа, меѓутоа во другите, во ниедно од населените места немаме, а исто така немаме и прочистителни станици никаде. Моја тенденција и работам на таа проблематика да овие проблеми ги надминеме, да создадеме што подобри, поквалитетни услови за живот на нашето население, а со тоа да допринесеме за да ни останат нашите жители тука да градат имнината, тука да ги градат своите поколенија и да живеат. Тоа ни е главниот предизвик пред себе. Апсолутно. Дали веќе имате аплицирано со одредени проекти во министерствата, пред странски донатори? На оваа тема. Скоро на сите повици што се однесува, дали било тоа да се внатрешни домашни инвеститори, било да меѓународни фактори, донации, инвеститори, сегде учествуваме. Сега можам да кажам дека повиците сега излегуваат и во фаза сме на аплицирање. Проблемите со внатрешните, со институциите од државно ниво, од повисоко ниво, со министерството да ни се големи, имаме големи проблеми во областа на бирократијата, во допишувањето, во целокупното решавање на некои проблеми, на изработката на проектите. Тука имаме голема тромост, голема спорост и не можеме зацртаните проекти и она што сме го ветиле пред жителите да го реализираме во дадениот рок од причина што не имаме добра координација со институциите, пред се со министерствата, кои што многу ни ги влечат проектите и документите. Градоначалник, секој млад човек сака поубаво работно место, особено новата генерација. Зборуваме за млади луѓе кои располагаат навистина со еден квантум на знаење кој е завиден. Тоа го потврдува секако и фактот дека скоро сите наши млади луѓе кои заминале во странство се успешни во одредени бранши, пофалени, така што сигурно добар дел потекнуваат од општина Новац. Вашата амбиција како градоначалник верувам дека е да ги задржите квалитетните кадри во рамките на општината и да им понудите или да им се понуди во рамките на општината навистина една добра плата која е мотив за младиот човек. Како гледате на ова прашање? Како според вас може да се задржи младиот човек? Имате од аспект на понудата на работни места во приватните капацитети, се разбира се не е јавен сектор и секој не може да работи во јавниот сектор. Реков, го имате РЕК, имате сигурно други стопански фирми. Значи, дали може младиот човек да најде своје работно место, да најде своја реализација целосна во овие капацитети? Кои се вашите планови по ова прашање? Што се однесува до прашањето за развојот, економскиот развој на општината, целата моја енергија е насочена таму. Точно е дека имаме и, како што споменавме, капацитети стопански кои што можат да абсорбираат добар дел од нашата работоспособна сила, пред се и младото население, меѓутоа мојата тенденција и размислување да станеме, да тоа го издигнеме на повисоко ниво, да можеме да донесеме инвестиции, капитал кој што би се инвестирал во општината, со тоа би направиле додадена вредност и би направиле конкуренција меѓу инвеститорите, а со тоа тенденција би била да допринесеме да се зголемат платите и приходите на луѓето кои што би работеле таму. Токму поради тоа работиме во овие година денот од кога сум веќе на функцијата градоначалник, работиме на изнаоѓање на решение на ваквите проблеми и пред се тенденција да станеме како центар на лесната индустрија која што би било поттик за развој економски и раст. И работиме на проект за изработка на индустријска зона. Имаме доста заинтересирани потенцијални инвеститори од странство. Се надевам дека ќе имаме успех во оваа насока, дека во Новац ќе се изградат индустријски капацитети од лесната и незагадувачка индустрија, кои што ќе бидат по европски и светски теркови, кои што би абсорбирале добар дел од работоспособното население и би направиле додадена вредност во нашата општина. Од каде се имате потенцијални инвеститори? Во моментот можам да се пофалам дека имаме потенцијални инвеститори од Република Турција, фирми кои што на некој начин му е доловивне целата атмосфера во нашата општина, нашите услови кои што ги нудиме како општина. Се надевам дека сме на добра релација, веќе имаме регистрирани околу 20 компании од таму, кои што сакаат да инвестираат во индустријската зона, меѓутоа пак морам да споменам
за несериозноста на нашите институции од повисоко ниво, пред се на Министерството за транспорт, месеци ја чекаме некоја одлука која што треба да ја донесат, за да ги исчекориме и да можеме тие парцели ги ставиме на лицитација и продажба на потенцијалните инвеститори. Зашто точно се работи? Каде е проблемот? Каде е кочницата со Министерството? Конкретно, кочницата со Министерството е за измената на определен правилник, кој што го донесле внатре во институцијата, односно во Министерството за транспорт, кој што не соодветствуваше со реалната слика за индустријските зони, конкретно нашата, што не тангира нас како проблем, па сега чекаме таа измена, па таа измена да поминела требало на законодавна правна комисија при влада и така до недоглед се развлекуваме и стануваме на некој начин несериозни пред лицето на потенцијалните инвеститори кои што секојдневно чекаат да бидат нашите парцели спремни да можеме да ги ставиме на продажба на лицитација. Ова кочница ја доживувате како инертност на државната администрација во Министерството или ја доживувате можеби како некоја не знам, постои според вас некоја друга позадина? Не би рекол дека гледате... постои некаква друга позадина, пред се би рекол дека станува збор за инертност, што е несериозно. На некој начин е несериозно и се развлекува многу време и општо како држава представуваме несериозни пред лицето на оние што не гледаат оние потенцијални инвеститори што би сакале да дојдат и да инвестираат и да вложат во нашата земја. Рековте една година од прилика од како ќе очекувате измените или составувањето на новиот правилник. Тоа значи дека инвеститорите кога би се добила оваа измена законска, дека во стартот веќе ќе може да се преземат активности за да може да се стартува со активностите ваши, а потоа и на странските инвеститори. Така. Значи, на таков начин би се ослободили, би се отвориле нови работни места, рековте од лесната индустрија, значи тоа би можело... Од лесната незагадувачка индустрија потенцијални инвеститори има од разни области, меѓутоа се надеваме дека ќе биде, дека ќе ги исчекориме овие работи, овие бариери. Блиску од општина Битола, така да би можело да се анимира и пошироко населението. Точно така, и тоа не е целта војнина, да анимираме од целиот Пелагониски регион население, што би работеле во оваа наша индустријска зона која што би била војнина изградена. Така. Новац е рурална општина, меѓутоа забележително е секогаш кога човеков да ќе дојде, дека станува збор за општина која што навистина бележи еден урбан развој. Од тука и атрактивно место за живење и за дури и за младите брачни парови. Но оваа тенденција на иселување не го одминува, како што рековме, ова населено место. Од аспект на згрижувањето на најмладите, значи, во другите поголемите општини во моментот, без оглед на сите тенденции, постои еден процес на недостиг на детски градинки. Каква е состојбата? Бидејќи има ваши ингеренции се да се градат овие капацитети. Имате една детска градинка, ги задоволува потребите на населението, не ги задоволува, нова е, има потреба од нови инвестиции. Да, точно. Значи, имаме една детска градинка, релативно нова, со сите стандарди кои што можат да пружат квалитетен престој на нашите дечиња во неа. И мислам дека во моментот е доволна. Дај Боже да имаме раст на нашата популација па да градиме и други, меѓутоа во овој момент е доволна. Во неа има околу 40 на дечиња, а незиниот капацитет е нешто поголем, што значи дека во овој момент имаме соодветни услови за згрижување на нашите дечиња во градинките за дневен престој. Доволна ни е таа што ја имаме едната. Така, општината има едно училиште и повеќе подрачни училишта. Во каква состојба се овие објекти, дали ги нудат сите можности за квалитетна едукација, просторна, технички услови и опременост, за да се пружи една квалитетна настава на учениците, така што да не постои разлика меѓу дечињата кои учат на село и оние кои учат во град. Можам да се пофалам дека скоро сите, како што кажавте, имаме едно централно основно училиште кое што се наоѓа во Новац и во неколку населените места имаме неколку подрачни училишта. Можам да се пофалам дека скоро во сите ги имаме добрите услови за да се образуваат нашите деца. И ние како општина стремиме според тоа што го налагат законодавството на државата, нели да воведиме електронски помагала за следење на наставата. Тоа секоја година од кога сум јас градоначелник, два пати имаме дадено на нашите четвртоделенци, бидејќи така бара законот, помагала за следење, електронски помагала за следење на наставата. Вложуваме во развојот на училиштата во секој аспект, во секоја сфера, во спортот исто така, во разбор на училишните спортски клубови, заедно со Советот донесуваме одлуки со кои што сакаме да ги истакнеме нашите потенцијални спортисти и во секој вид
ученици кои што имаат потенцијал во иднина да го извадиме од нив најквалитетното. Се трудиме како локална самоуправа да направиме максимално добри услови за нашите ученици. Така. Рурална општина, рековме, во која што сигурно има многу земјоделци. Што на овој план и кои се вашите ингеренции? Сепак земјоделството е една сфера која што е во надлежност на Министерството, меѓутоа, тука е општината и со оглед на тоа што е рурална општина, не може да се заобиколи градоначалникот и општината кога се во прашање барањата на земјоделците. Што вие преземате како градоначалник? Значи, како што кажавте, точно така, ние сме пред се рурална земјоделска општина. Можам да кажам дека нашите жители, може и 90% од жителите на општината, дали на директен, дали индиректен, односно дали примарно или секундарно како дејност му е, меѓутоа сите на некој начин се занимаваат со земјоделско производство. Што се однесува нас како локална самоуправа, главната работа што му е правиме е да обезбедиме соодветен пристап до обработливите земјоделски површини. Тоа го правиме со уредување на полските патишта кои водат до земјоделските површини. Исто така имав тенденција и мое предизборно ветување во мојата програма беше да обезбедиме соодветна системи за наводнување. За жал, општина Новаци е општина до која што не доаѓа ни еден хидросистем за наводнување на земјоделските површини, а впрочем не можеме да размислуваме за развој на модерно земјоделско производство без водата како ресурс. Го предложив како идеја да направиме бушотини на одредени локации каде што не можеме да обезбедиме вода и на тој начин да направиме, да опфатиме што поголеми површини за наводнување, меѓутоа наидов до пречка со Министерството за земјоделие, тие ми на гласија дека тоа не била наша ингеренција да градиме хидросистеми. Поточно ингеренцијата според закон била на Министерството за земјоделие. И тука запревме со таа работа, меѓутоа можам да се пофалам дека во минатото кога не бев градоначалник, работев во институцијата во општината, работев на проект кој што требаше да обезбеди проект кој што е финансиран од ИПА фондовите од ИПА европските фондови и можам да се пофалам дека проектот е доведен до потпишување на одобрението за градење, а тој ќе биде модерен хидросистем кој што ќе опфати околу 400 хектари меѓу двете најголеми населени места, Новаци и Добромири, и ќе се снабдува од акумулацијата на браната со вода кај рек Битола. Се надеваме дека за брзо тој ќе го имаме, а еден од условите за развој на модерно земјоделско производство. Инаку, покрај другото, еве оваа година можам да се пофалам исто така дека за земјоделците како општина ќе понудиме, прв пат може да речеме и ние како во Македонија како општина ќе понудиме субвенционирање на дел од земјоделските култури кои што не се тука застапени, а со цел ќе стремиме да ги анимираме и да ги мотивираме нашите земјоделци да засеат култури кои што би биле подоходовни. Која е субвенцијата? Ќе видиме. Се уште не е откриено, го спремаме правилникот, ќе ви откриеме за брзо време. На каков начин така ќе ги стимулирате. Да. Градоначалник општина Новаци често при обилни дождови, при поплави во државата е поплавен патот влезот на селото. Порано проблем беше отсуството на испусти. Дали тој проблем се санира? Дали размислувате дали размислувате на реализација и имплементација на некој проект со што би се превенирали во иднина вакви проблеми? Беа пред повеќе години беа поплавени првите куќи во селото. Во 2015 година Новаци се соочи како општина со големите поплави кои што ни се случија и беа поплавени неколку куќи, точно така. Што се однесува до заштита од поплави, нашата ингеренција до кај што ние сето го правиме, значи локалните каналски мрежи ги чистиме, онаму каде што е наша ингеренција, добар дел од другите ингеренции се на други институции. Пред се главната причина која што би довела до поплавување коритото на река Црна, тоа треба да се редовно чисти, меѓутоа тоа е надлежност на повисоките институции, односно на водостопанските предпријатија. Таму каде што беше пробиен патот, сега е направена соодветен премин, значи да се надеваме дека нема да ни се повторат таквите работи. Уште еден голем проблем на општината, што се провлекува децении, се разбира, загадувањето на воздухот. Во непосредна близина, односно во рамки на општината функционира електраната РЕК, на сите нам позната, основна за производство на електрична енергија, без која што не можеме.
Но верувам дека граѓаните и сите како заедница и општините кои гравитираат околу општина Новаци можеби се соочуваат и делумно со овој проблем. Дали според вас постои решение? Точно како што рековте, значи во кругот на нашата општина се наоѓа најголемиот електроенергетски капацитет РЕК Битола, кој што произведува околу 60% од вкупно произведената електрична енергија во Македонија и представува еден, за жал, од најголемите загадувачи. Решенијата на неколку наврати се барани решенија од разни институции, меѓутоа сепак представува проблем загадувањето кој што го причинува, дали тоа е од целокупниот процес на експлоатација, дали од причина од ветровите кои што дуваат и ги разнесуваат частичките. Значи на било кој основ имаме проблем. Решение општината нуди по разни основи, значи онаму каде што можеме со засадување на дрвца, на заштита на животна средина во таа насока, други услови, други можности немаме да направиме. Тоа сепак представува капацитет од А категорија и надлежност на Министерството за животна средина од аспект на загадувањето. Дали како општина можеби би предложили во иднина заедно со оние средства кои ги нуди Европа преку тие европски фондови да се имплементира еден обемен се извинувам, еден обемен проект токму во оваа општина, бидејќи знаеме дека РЕК го загадува не само Новаци, не само општина Битола, значи како што велам и повеќе други општини, станува збрзо здравјето на вистина огромен број жители, огромна популација и од тука сметам дека Европската унија можеби би била и задоволна кога дел од тие фондови би се намениле во реализација на еден ваков обемен проект кој би значил многу за целата држава, не само за РЕК Битола, за општина Новаци. Апсолутно, значи и тенденцијата на европските на доближувањето кон европските регулативи и сите овие европски фондови кои што се надевам дека ќе ги искористиме, а се со цел да се прилагодиме кон европските услови и стандарди, мислам дека движат во таа насока, во насока на заштита на животната средина и ние веќе спремаме некаква проектна документација со која што мислиме да аплицираме кон тие европски фондови. А секако, бидејќи станува проблем од пообемен карактер, добро би било сите општини кои што припаѓаат кон Пелагонискиот регион да пристапат со еден заеднички проблем, со еден заеднички проект, а се со цел решавање на проблемот со загадувањето кој што го имаме. Значи, во суштина неопходна е соработка со општини и градоначалници. Затоа што представува нешто обемно, пообемно е и треба да се направи подетелна анализа и секако. Така. сондажа на целата ситуација. Парите, буџетот, сите ги интересира, секако и вашите граѓани. Генерално, дали општината, или компарирано со минатата година, колкав е буџетот на општината за оваа година? Дали тоа се доволно средства кои може да ги задоволат потребите ваши, односно планот за реализација на проектите и се разбира сите други потреби на општината? Вкупниот буџет во нашата општина е околу 180 милиони денари, вклучувајќи го тука, значи, и блок трансферите кои што идат за образованието и за градинката, ја представуваат вкупната сума на буџетот, како што реков, околу 180 милиони денари. Основниот буџет, оној кој што го имаме ние како приход, е некаде околу 80 до 90 милиони денари кои што можеме да ги планираме по разни основи за инфраструктурен развој. Другите представуваат блок трансфери кои што само ги трансферираме до образованието и до градинките. Колку се доволно овие средства што ги добивате за да може за блок дотациите рековме, толку е квотата, толку е сумата што ја добивате од министерството, ги трансферирате до другите институции. Еве, овие приходи од 80-90 милиони денари, најголем дел претпоставувам се од концесиите на експлоататорите, компаниите за експлоатација на рудни минерали и на рудни богатства. Каде ги имплементирате овие средства? Како ги распоредувате? Доволни ли се овие средства? Не би рекол дека се доволни, во никој случај не, секогаш пари се малку, меѓутоа не се доволни. Најголем дел ги трансферираме по основ на барањата и потребите и неопходноста од градење и соодветни услови за поквалитетен живот на насите жители. Се трудиме да ги намениме таму каде што е најнеопходно да ги намениме. За таа цел организиравме оваа година форумска сесија во која што ги анимиравме скоро сите жители од општината, беа поканети, беа организирани 4 форумски сесии на кои што
го креиравме заедно со нашите жители буџетот на општината за оваа 2023 година. Од тие форумски сесии исцрпивме доста интересни идеи. Некои од нив можеме да ги направиме, некои не можеме, меѓутоа во секој случај тоа ќе ни биде водилката по која ќе стремиме за како да ги распоредиме средствата и каде најправилно да ги имплементираме. Кои се најголеми барања на жителите врз основа на овие форумски средби? Најголемите барања на жителите се секако по квалитетен живот, развој на инфраструктурата. Ние како општина, како што ви споменав и претходно, што се однесува до патната инфраструктура, сме добро обезбедени, меѓутоа имаме друг проблем, односно неизграденоста на канализационите мрежи, потребата од канализација, особено во поголемите села, тоа е еден од предизвиците. И секако, како што споменав, доста голема желба на нашите жители е да направиме индустријската зона, да изградиме, да повлечиме инвеститори, со тоа да го подобриме квалитетот на живот и секако дека поситни барања од сите местни заедници и потреби за таковни решавање на проблемите. Во глобала во таа насока. По закон за енергетика фирма со до 50 вработени не треба да спроведува тендер ако е мал потрошувач на електрична енергија. Каква е состојбата со општината? И дали во суштина набавувате електрична енергија на тендер согласно регулативите, велам во кој дел влегувате како општина, и посебно на ставка на улично осветлување кое што се испорачува до домаќинствата. Како гледате на решението на имплементација на едно подобро решение за испорачување на поквалитетно улично осветлување, а да не е толку голем товар, односно како ја реализирате и оваа набавка? За жал, откога ја добив функцијата како градоначелник, еден од најголемите предизвици беше проблемите со електричната енергија, кој што впрочем ја фати цела Европа. И уште од првите месеци, можам да кажем, октомври, ноември месец, се сочивме со енормно високи сметки за струја, кои што дури не можеше да ги поднесеме како општина. Плаќавме на месеци дури по околу 20.000 евра за струја, што за нас како општина е многу сигурно релативно висока цена. Сега имаме кај нас неколку варијанти од целокупниот процес на снабдување со електрична енергија и уличното осветлување. Ќе ги споменеме во кратки црти. Значи, точно така, кога ја затекнав општината, имавме склучен договор на слободниот пазар. Во тој период беше цената на струјата многу ефтина, меѓутоа по 2 месеци фрапантни високи бројки достигна цената по киловат час и се уште се наоѓавме ја скупувавме струјата слободен пазар. Бидејќи општина Новаци од претходното раководство имат склучено договор за јавно-приватно партнерство кој што се однесува за личното осветлување, кој што можам да речем дека е штетен договор, меѓутоа мора да се прилагодиме. Тој договор е склучен за период од околу 15 години и направивме услови се со цел да можеме да го испливаме овој проблем со кој што се соочивме со високите сметки за електрична енергија. Направивме начин да премириме на регулираниот пазар, со тоа да ја намалиме цената на струјата и единствениот излез беше што на нашиот приватен партнер го задолживме, склучивме анекс договор со кој што го задолживме нашиот приватен партнер да ги превземи фактурите за електрична енергија на негово име, што законски и беше дозволено, и бидејќи тие представуваат компанија која што не остварува промет повеќе од 2 милиони евра, автоматски преминуваат на регулираниот пазар и на тој начин успеавме да ја двоструко намалиме, можам да се пофалам, цената на струјата на уличното осветлување. Објектите на општината мораме да ги снабдуваме на слободниот пазар и на тој начин за нив купуваме струја на слободниот пазар. На тој начин ја регулираме на некој начин целокупната работа со електричната енергија. Постои еден тренд на поставување фотоволтаици. Низинско место е општина Новаци, сончево, барем вака изгледа. Дали планирате некој проект во иднина да може барем вашите потреби, како зборувам како управа, како локална самоуправа, да може да ги намалите трошоците за струја, да изградите фотоволтаици со кои што може би се ги подобрили и сигурно е скапа инвестиција, меѓутоа вашите веќе сме во план и изработка на проекти со кои што сакаме на нашите објекти да наместиме фотоволтаици, се со цел, како што рековте, да
донесиме да ја намалиме цената на електричната енергија која што ја плаќаме во моментот. А инаку можеме да се пофалиме дека на територијата на општина Новаци се градат едни од најголемите капацитети за производство на електрична енергија од сонцето и би представувало во иднина и Новаци би представувало и центар може би да како да наречем на енергијата, на електричната енергија. И значи во постапка веќе една се гради една таква фотонапонска електрана и неколку други се во напредна постапка кои што би биле со капацитет од околу 50 мегавати. Едни од најголемите во Македонија. Граѓанци, имате обимни проекти, навиду мала општина во секој случај, голема по површина, со помал број жители, меѓутоа амбициозни планови на градоначалникот. Обично, кога се менува локалната гарнитура, кога дојде градоначалник од друга политичка партија, не зборуваме за која, но од некоја друга политичка партија, во општината се вработувани кадри низ годините. Значи, од различни политички провениенци. Од тука, каква е состојбата во општината? Дали постојат одредени бариери на администрацијата? Често се вели дека, или можеби одредени градоначалници коментираат низ годините, дека има блокади од одредени кадри кои се со спротивна политичка провениенција. Нели, каква е состојбата во општината? Имате ли вие соработка, бидејќи сте и, како пак велам, готов кадар кој што ги знае своите, ги изградили своите меѓучовечки односи, бидејќи потекнувате од самата локална самоуправа. Каква е во општината состојбата? Значи, токму така, јас потекнувам и тие ми беа допред да станам градоначалник колеги, заедно со нив работев, соработував на различни проекти. Точно е тоа дека, како и во сите општини, како општо во целата наша држава, проблемите што ги имаме со партизацијата на нашата администрација, точно дека истото се случуваше и кај нас, во нашата општина. Меѓутоа, јас како градоначалник, од кога ја превзедов оваа функција, стремев овој проблем да го надминам, да се поставам на ниво на кое што сите административни службеници ќе ги имат истите права и обврски и да направиме да бидеме да допринесеме сите заедно за нашата општина, а не да правиме кочници и да се делиме на партиски табори. Мислам дека сум на добар пат и мислам дека успеав тоа да го надминам. Имам одлична соработка, можам да се пофалам со скоро сите службеници кои што работат во општината, без разлика на која политичка партија припаѓаат или не припаѓаат. Неизбежно прашање. Зборуваме за тренд, не зборуваме за општина Новац, одговорот ќе го дадете вие. Постојат трендови. Кога се менува исто локалната власт, доаѓа нова гарнитура, велам од нова политичка партија, обично се прават кадровски смени на раководните функции. Дали се тоа раководни функции на предпријатијата, дали се на раководни кадри во самата општина. Каква е состојбата во општина Новаци и доколку постојат промени кадровски? Која е визијата? Зошто тоа го прави градоначалникот? Можам да се пофалам дека не направив што се однесува внатре во општината на ни една смена на раководните кадри по одделенија што се, затоа што го надминав тој проблем и не мислам дека треба да ја гледаме да градиме недоверба, туку треба да градиме доверба и имајќи пред се што произлегувам од институцијата, скоро сите ги познавам и можам да се пофалам дека не направив некои радикални измени што се профилирани кадри. Профилирани се кадрите, соодветни за функцијата која што обавуваат и мислам дека имам добра соработка и успех. Сега во некои од институциите направив немали промени во директорските позиции, меѓутоа сепак тоа е причина заради тоа што имаме поинаков политички концепт и треба да градиме стратегија онаква каква што сме предложиле на жителите, онака како што сме им ветиле на нашите жители. Токму поради тоа правим измени на директорските позиции во некои од институциите. Јавноста секогаш ги критикува општините и министерствата, континуирано во последниот период, дека има огромна предработеност во државната администрација, без оглед дали е локална, нели во администрацијата. Каква е состојбата во општина Новаци? Дали има доволно кадри на позициите кои се потребни или постои во одредени ресори превработеност или пак велам недостиг за реализација
Можем да кажем дека постои недостиг за реализација на некои проблеми во некои од секторите, односно во некои од одделенијата, особено она што ни е најбитно во одделенијето за локален економски развој, во урбанизмот, во градежништвото, ваквите кадри кои што ни се неопходни за работа и развој на општините, тешко ги добиваме, тешко ги наоѓаме, а главната причина според мене е тоа што се ниски платите. За жал во администрацијата дојдоа платите да бидат едни од пониските во државата, приватниот сектор веќе ги надмина и овие кадри од градежниот сектор подобро се снајдуваат во приватниот води отколку да доаѓаат да работат во државен сектор, затоа што се многу подобро платени во приватниот сектор. Така. Градоначалници, уште едно прашање од аспект на реализацијата на вашите планови, односно носење на одлуки на Советот како едно тело кое што во суштина ја сочинува локалната самоуправа, градоначалникот, Советот на општината, претседателот на Советот, значи најбитното тело за да работи една општина. Ја имате вашата програма, изготвувате политичка програма, новоизборна, но во исто време програма и план за работа согласно буџетот на општината. Го презентирате и браните буџетот пред советниците. Прашањето ми е, колку постојат забелешки на советниците, колку е конструктивен нивниот однос. Македонската партиска, плуралистичка практика познава случаи на кочење на реализација на буџети или пролонгирани седници со цел да се поставуваат прашања кои воопшто не се конструктивни. Прашање ради прашање. Каква е состојбата? Можем да се пофалам дека имаме конструктивен совет, имаме одлична соработка, имаме полемики, нормално, што е нормално во една плурализам и демократија, имаме различни ставови, меѓутоа на крајот донесуваме заеднички заклучоци, секако бранејќи мојот буџет и предлог на советниците, правиме корекција, се прилагодуваме и немаме никаков проблем. Што се однесува конструктивна соработка имаме. Градоначалниче, после овој разговор ми останува само да ви посакам успешна работа, 180 милиони денари буџет оваа година, да ги реализирате до денар, да реализирате успешни проекти за подобар живот на општината и очевидно е според ова што го презентиравте дека ова награда од Советот на Европа дошла во вистински раце. Ви благодарам, ми беше чест. Да ви честитам и да посакам многу. Благодарам. Почитувани гледачи, овде завршуваме. Бевме гости во општина Новаци во кабинетот на градоначалникот Стефче Стевановски. Реализиравме едно вакво интервју, ви ги пренесуваме сите сознанија и информации објективно и транспарентно, како што е тенденција да работи општина Новаци. До следно видување, пријатно.